По трагедијата во Кочани, Црвен крст Штип организира вежби и предавања за прва помош за сите заинтересирани граѓани. Целта е да се надоградат знаењата за нудење прва помош на лица кои имаат потреба од тоа. Освен за возачите, обуки за прва помош се нудат и на компании, бидејќи вработените треба да имаат основни познавања за давање прва помош во тешки ситуации. Повикуваме сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да ги продолбочат своите знаења во однос на првата помош или пак да стекнат нови знаења, да се обратат во просториите на Црвен крст Штип, а ние ќе спроведуваме обуки по прва помош за сите оние кои што сакаат да стекнат повеќе знаења и да ја усовршат оваа вештина која што спасува живот. Се спроведуваат и обуки по прва помош за работни организации во просториите на Црвен крст Штип, така што секоја работна организација мора да има обучено лица по прва помош согласно бројот на нивните вработени во компаниите. Дополнително симулацијски вежби се организираат и во соработка со основните и средни училишта на територија на Штип. Целта учениците да бидат подготвени да можат да помогнат во итни ситуации. И организирање на симулацијски вежби во соработка со образовните институции, па така и во што оваа недела во соработка со основните и средните училишта ќе се реализираат дополнителни обуки по прва помош, како и симулацијски вежби. Многу е значено да се напомене дека првата помош е една вештина која што треба да ја познава секој граѓанин, затоа што првата помош спасува животи. Црвен крст како организација постојано работи на води грижа за здравјето и животот на луѓето, особено во време на несреќи и катастрофи. Трагедијата во дискотеката во Кочани подеднакво беше болна за сите. Тимови на Црвениот крст мобилизирани веднаш беа на терен и нудеа прва помош, прва психолошка помош на сите кои имаа потреба. Отворени се телефонски линии за донации со што се помага на семејствата на настраданите од пожарот. На терен во Кочани беа 50 волонтери распоредени во тимови кои неуморно пружаа прва помош.